Почитувани гледачи, во емисијата Растеме разговараме со Теодора Соколовска, логопед, на тема проблеми со говорот кај децата. Добре дојде во нашата емисија, вака преку онлайн комуникација. Добре ве најдов, благодарам на поканата. Првото прашање би било кога детето треба да се однесе на логопед? Значи, кога е вистинското време, што треба родителот да забележи кај него за да го однесе на логопед? Би било добро родителите да побараат помош од логопед кога ќе приметат одредени отстапувања во говорно-јазичниот развој кај детето, во неговиот начин на комуникација, однесување со околината, тоа доколку постојат фактори на ризик, доколку детето е родено со нивни фактори на ризик, секако се подразбира дека ќе има и во голем број на случаи последица и во развојот на говорот и моториката кај детето. Затоа е многу важно родителите да го пратат, да го следат развојот на говорно-јазичниот развој, психолошкиот развој и социоемоционалниот развој кај детето, да го пратат по фази како оди, како се развива детето. Значи во однос на говорот, јас би ги спомнала, детето почнува да комуницира со првиот плач, нели? Уште кога ќе се роди детето, во првите месеци почнува да реагира на звуците на мајката, нели? Дали се, значи, почнува да комуницира на тој начин со првиот плач, кога сака да каже, да изрази некое негодување или некоја угодност, дали е тоа позитивно или негативно. Исто така е многу битно да се следи фазата на губење, дали е присутна кај детето. Тоа би било негдека околу вториот до третиот месец. Фазата на брблење од петиот или брборење од петиот до шестиот месец, која што би требало да се јави кај децата. Слоговната фазата на слогови, негдека околу 9-тиот месец и започнувањето на првите зборови негде околу 12-тиот месец. Кога имаме, значи, поголеми отстапувања и доцнења на овие фази, тогаш значи дека родителот треба да се посомнева дека нешто не е во ред и да се побара помош, мислење, значи консултација со стручно лице од кој што би можело соодветно да му помогне, тоа е логопедот. Исто така, кои се најчестите проблеми кои што може да ги забележат родителите кај децата? Во однос кога доцни говорат? Така, да. Па најчестите проблеми се, значи, доцни на првите зборови, ако земеме од најрана возраст, да одиме постепено, доцни на првите зборови, сиромашен речник, незрели реченични структури, значи изостанок на граматичките категории во реченицата, значи неправилна реченица, аграматичен говор, што би рекле ние постручно, проблеми со изговор, неправилен изговор на голем број на гласови. Исто така, значи, неможност правилно да се состави редоследно, значи, реченицата од зборови или пак неправилно составување на зборовите во реченицата, прозборување на некој си јазик кој што е разбирлив само за мајката, а не разбирлив за околината, несоодветно однесување и несоодветен начин на комуникација кој што не е соодветен за самата ситуација или самата околина, не извршување на наредби, односно неразбирање на говорот, кога детето не го разбира говорот, значи нема ни да ги извршува наредбите кои што му се даваат. Тоа исто така е многу важно и исто така би споменала на што треба да се запази каков е слухот кај детето, дали детето реагира на звуците од околината, дали реагира на
на наредбите кои што му се даваат, дали правилно ги извршува, едноставно дали го разбира говорот и дали добро слуша. Сега нели кога веќе ќе забележат одреден проблем, доаѓаат кај логопед и кои методи логопедите ги користат за да се надминат ваквите проблеми? Значи, прво, најважно што треба е да се направи една проценка на говорно јазичниот развој или статус кај детето. Значи, ние правиме детална диагноза и проценка на говорно јазичниот развој преку различни инструменти. Јас имам различни инструменти, сонди, тестови кои ги најчесто ги користам за проценка на говорно јазичниот развој, обсервација на однесувањето на детето, колку го разбира говорот, значи се проценува експресивниот говор, се проценува рецептивниот говор, експресивниот говор кај детето. Исто така, кога станува збор за школски деца, многу е битно да се процени како тие го држат значи моливот, каква е значи моториката кај нив, дали го држат правилно моливот, дали го следат правецот на пишување, дали се проценува исто така значи фонематскиот слух или слухот за фонемите, за гласовите, односно се гледа каква е анализата и синтезата на гласовите во зборот и откако ќе се направи откако ќе се земе прво анамнеза од родителите, се извинувам, и кога ќе се обсервира, ќе се процени говорно-јазичниот статус на кај детето, врз основа на проблемот кој што го има детето, врз основа на возраста и нормално можностите кои што ги има тоа дете, се започнува со третман. Секако првиот месец е многу тежок, значи првиот месец секогаш е месец на прилагодување, на запознавање на детето со логопедот, прилагодување, прифаќање, многу е важно и детето да те прифати, многу е важна соработката на детето со логопедот. Соработката на логопедот со родителите исто така многу важна и секако успехот е тука доколку сите заедно ние соработуваме, успехот е многу побрз и очигледен. Така, сега нели родителите велиш треба да внимава дали има отстапување нели од нормалното, но дали треба да вежбат родителот со детето да му повторува како треба, дали има такви практики? Да. Во однос не одговорив баш добро на претходното прашање како на кој начин се работи, значи начинот на работа, логопедскиот третман се обликува или се прилагодува, значи кажав, според проблемот, значи логопедскиот третман тука е индивидуален, значи се прави тука значи посебна програма, јас изработувам посебна програма за секое дете, врз однос на неговиот говорно-јазичен статус, кој што се проценува и врз основа на таа значи програма јас ја прилагодувам на детето и така ние работиме за секое дете посебно. Во однос на третманот, значи третманот бара да оди во континуитет. И секако дека е потребно она што се вежба тука, што се работи со детето, да продолжи дома, во домашни услови, колку што може. Јас секогаш им давам совети и препораки на родителите, секој час, на секој преглед. Значи ги насочувам постојано како треба они дома најдобро да го спроведат и да го проложат третманот кој што ние тука го работиме. Идеи, постојано им давам идеи, насоки и така ние заедно значи соработуваме за доброто на детето. Така. Сега нели децава уште од мала возраст се со таблети, со мобилни телефони, со цртани. Колку тоа влијае врз нели говорниот развој на детето, има нели деца кои што најпрво зборуваат англиски, а потоа има и чиниот јазик. Да. Па јас би рекла доколку е можно, нели во денешни услови, доколку е можно до третата година детето да биде изложено исклучително на мајчиниот јазик
и на директна комуникација со родителите и со околината која што го обкружува, бидејќи првите 3 години се најважни за развојот на говорот и јазикот кај детето. И најдобро би било кога баш во тие години детето би било изложено исклучиво на мајчиниот јазик, за да може многу полесно и правилно да го развива истиот. Но знаеме дека детето го усвојува јазикот по пат на слушање и гледање. И со самото тоа што тие се изложени голем дел од денот и од времето пред екраните, нели? Дали тоа најчесто е телефон, дали е тоа телефон, дали е тоа лаптоп или телевизор, како и да е, тие се изложени на една содржина која што прво не соодветствува за нивната возраст, на јаки звуци, јаки слики со јаки бои кои што им го земаат вниманието, а не ги тераат никако да комуницираат и да го развиваат говорот на соодветен начин. И најчесто се изложени на јазик кој што не е мајчин јазик за нив. Па така, они баш тој период кога треба да го усвојуваат, да го развиваат мајчиниот јазик, они развиваат друг јазик, кој што или не е разбрив за околината, си градат некој свој измислен и за нив полесен начин на говор и комуникација, или пак започнуваат најчесто да зборуваат на англиски јазик. Така да, јас не можам да кажам, јас постојано ги советувам родителите да ги тргнат децата од екраните, но тоа не може децата да се исклучат во целост од екраните, нели? Да се ограничи времето, претпоставувам. Но да се ограничи времето на стоење пред телевизор, пред екран, и доколку веќе детето е изложено, тогаш пожелно би било да се гледаат цртани филмови исклучиво на мајчиниот јазик и оние кои што се наменети да се збогати речникот и позитивно да се влијае на емотивниот, на сознаниот и на когнитивниот развој кај децата. Значи да се гледаат содржини од едукативен карактер. Така. Има таа содржини. Да, мислам дека кои што се наменети да го збогатат јазикот кај децата. Доколку детето биде изложено од најмала возраст и голем дел од денот пред екранот, во најголем број од случаевите доаѓа до задоцнување во процесот на развојот на говор. Така на задоцнен говорно-јазичен развој. Кога е вистинското време да се однесе? Дали ако се однесе премногу доцна, може би да има поголеми последици, бидејќи родителите многу често знаат да го поттиснат и не сакаат да признаат дека нивното дете има проблем некаков. Да. Значи, никогаш не прерано да се донесе детето на логопед или да се побара помош од логопед. Добро би било кога тоа би било негде, само што ќе се посомневаат дека нешто не е во ред, да се обратат. Подобро е порано отколку подоцна, откако више тој развој на говори ќе биде више формиран, односно од 2 до 5 година се формира говорно јазичниот развој кај децата и на 5 години веќе детето треба да зборува правилно, да му биде оформен говорот, да ги изговара правилно сите гласови од неговиот мајчин јазик, да имаме една зрела реченица и едноставно говорот да му биде богат, да ги има сите елементи од граматиката. Значи, родителите, за жал, долги години како работам и тоа никако не се менува. Значи, родителите, за жал, бараат помошник до 5 години, кога детето веќе треба да почне
училиште и мислат дека тоа ќе се среди за 1 месец или за 3 месеци. Значи, за жал, третманот трае долго време, а за да биде успешен, нормално дека бара вклученост и на родителите во него. Исто така, доколку е потребно, јас секогаш се советувам и вклучувам и мои колеги, дефектолози, невропсихолози, психолози во третманите, за да имаме успешен и мултидисциплинарен пристап онаму каде што треба, за да биде успешен и третманот, да биде детето опфатено од секој аспект. Колку често се одржуваат часовите кај вас? Нели на едно дете индивидуално претпоставуваме, но кој е просекот? Во зависност, значи јас ги распоредувам третманите, тоа не се часовите третмани, значи ги распоредувам во зависност од тежината на проблемот кој што има детето. Значи минимум би било 2 часа во два третмана во неделата. А максимум би било негдека околу 3-4, па зависи доколку е баш тешка, доколку е било поголем проблемот, може би и секој ден, значи 5 третмана во. Така, има деца кои што пелтечат, нели имаат проблеми со говорот, што е со таквите деца, како се третираат и колку долго трае нивниот третман? Пелтечењето е доста специфична појава, тоа е состојба која што доколку се појави во текот на развојниот период, доколку е физиолошко, кога детето почнува кога детето има интензивен развој на говорот, кога почнува нагласка до това и кога се труди да каже една подолга мисловна целина или реченица од 2 збора па и 3, и кога се уште не е доволно спремно, значи неговите говорни органи, мислата му е побрза и по-комплексна, неговите говорни органи се уште немаат доволно капацитет тоа да го изговори нели одеднаш. Многу често знае да се јави пелтечењето на возраст негде околу од 2-та до 3-та, па и 4-та, 5-та година, баш во тој период на интензивен развој на говорот и да помине со текот. Ние тоа го видиме физиолошко пелтечење кој што поминува, но доколку тоа продолжи да трае и понатаму и состојбата се влошува, тогаш веќе треба тоа да се третира. И најчесто останува детето го има тој проблем, доколку детето е предиспонирано да го има тој проблем, значи таа состојба ја има цел живот, но ние тоа го контролираме постојано и преку совети, значи најпрвин за овој проблем јас најпрвин земам детална анамнеза од родителите. Значи ги бараме кои се тие фактори кои што или причини кои што довеле до појава на пелтечењето и потоа доколку има потреба се почнува со третман, а доколку нема потреба се остава одреден период тие совети и насоки да се применуваат дома во домашни услови и да се внимава. Па после одреден период ние пак се слушаме со родителите и сме во контакт и цело време го следиме, ја следиме состојбата на детето. Така, сега каква е состојбата во тетово? Колку има деца кои што имаат проблеми со говорот? Моментално немам направена статистика детална за бројот, но можам да кажам дека секоја година бројот на деца се повеќе и повеќе расте. За жал. И се повеќе имаме деца кои што подоцна, значи прозборуваат, кои што прозборуваат на англиски јазик, кои што имаат проблеми со целокупната моторика, со графомоториката, кои што имаат проблем правилно да се изразат,
значи потешкоти во изразувањето, потешкоти имаат проблеми со флуентноста на говорот, со течноста или течењето. Значи се повеќе. Значи многу е зголемен број. Секоја година се зголемува бројот се повеќе. Накратко причините, нели споменавме дека една од причините е нели дигиталната технологија, нели модерната технологија. Да, причините може да бидат многу бројни, разни. Значи од биолошки до психолошки, најчесто би ја спомнала неадекватната, несоодветната стимулација за говор кај детето. Детето нема богато искуство во комуникацијата и социјализацијата со околината и тоа би го метнала како најважна причина за досвина на говорот. Но значи може да биде причината и од, како што кажав, и од друг аспект, нели? Но тоа е најчестата причина. Значи, говорно-јазичната стимулација е најважната за прозборување кај детето и за правилно прозборување. Родителите се говорен пример, говорен модел за детето. Значи, тие се први кои што треба најмногу да му обрнат внимание, да се потрудат околу него. Мислам дека треба да бидат пример на говорен модел за детето. Значи, доколку гледа дека детето доцни или му е потешко да комуницира, значи треба да го прилагоди нивниот начин на говор според можностите на детето. Значи треба секоја ситуација да ја искористат за стимулација, за богатење на речникот. Секоја ситуација да ја искористат за комуникација со детето. Именување, опишување на активностите кои што ги работаат заедно, да го поттикнуваат детето да му поставуваат прашање и да го поттикнуваат и тоа да поставува прашање. Да ја развиваат љубопитноста кај детето, што е исто така многу важно. Исто така е важно да колку што може да го повеќе да го вклучуваат во социјална средина, значи и да го вклучуваат во комуникација и со деца и со возрастни. Јас би ги препорачала градинките, нормално, доколку се во можност, секако да ги праќаат децата, да ги носат во градинка, за да може да бидат, да се дружат и да комуницираат со нивните врсници и така ќе бидат, значи, повеќе мотивирани да зборуваат и секако да го богатат речникот и да ја богатат реченицата. А колку читањето помага, нели, да им читаме ние, а тие кога веќе ќе научат и самите да читаат? Да, исто така, и тоа многу често го препорачувам на родителите, да им читаат приказни, дали тоа пред спиење, дали во текот на денот, кога можат, да се читаат приказни, да се опишуваат сликите кои што се во сликовниците, за помалите деца значи тоа што им го дават книгите, материјалите, да бидат приспособени за нивната возраст. Значи, на помалите деца, на оние деца кои што се негде до 12-тиот месец, кај што имаме, нели, како што кажав, онаа слоговна фаза, значи, почеток на појавата на првите зборови. Значи, треба да користат книги кои што се со звуци, оние звучни, нели, сликовници, кај што би се поттикнале, значи, каде што би се поттикнала имитација на животните, на звуците од околината и така се добиваат првите слогови, а од нив, значи, понатаму се добиваат и првите зборови. Потоа исто така се добри сликовниците кои што се со помалку текст, а повеќе слика.
значи да им читаат и во исто време да се бара да се именуваат сликите кои што се на самата сликовница, да се покажува со прст каде е, например, одреден предмет, детето да покаже, таткото, родителите да прашаат, детето да покаже, за да се види дали и колку го разбира говорот. Тука е исто важен и показниот гест, кој што е предвестник на, тоа заборавив да го кажам, кој што е предвестник на говорот. Детето би требало да го има тој показен гест негде околу 9 до 12 месец и тоа е еден вид на начин на комуникација кај детето преку движење. Така се гради и моториката, така се гради и визиомоторната координација кај детето. Така. И сега за крај, колку долго си логопед, односно во оваа професија и зошто се одлучи токму за неа? Па јас работам веќе скоро 8 години. Се одлучив бидејќи уште од многу одамна имав голема љубов кон медицината, но од една страна, а од децата од друга страна, па негдека, значи не можев да се одлучам дали ќе се насочам стрикно само кон медицината или работа со деца и имав таа среќа да имам можност да го продолжам образованието, значи да се запишам на клиничка логопедија тука кај нас. Баш јас бев првата генерација од логопеди кои што завршиле во Македонија и се одлучив бидејќи оваа работа ми исполнува, ја работам со љубов, ги сакам децата, ја сакам медицината, оваа работа бара да имаш знаење од повеќе области, заедно, да бидеш добар, да бидеш, да имаш големо трпение, да имаш љубов кон децата, да бидеш добар и психолог и педагог, не само логопед, и дефектолог понекогаш. Значи, како што кажав, да имаш знаење баш од многу области. Бара постојано да се надоградуваш, и да се вложуваш максимално во оваа професија и во тоа што го работиш за да имаш успех. Ти благодарам многу на учеството во нашата емисија. Благодарам на вас.